А на душо цела заедница, цела држава е фасцинирана од твојата капацитирана неписменост. Капацитетна, веројатно, неписменост. Може да се употреби јепска неписменост. А не е бреана синтаксата македонска, јазикот твоја приватна својина, јебика, па да го употребуваш као ти прдне на кукна. Не е приватна својина, свачаш. Си имала веројатно од кој да учиш така своеволно да ги применуваш, да ја употребуваш синтаксата, зборовите во вашите обраќања кон јавноста, твоите обраќања кон јавноста, твоите, овие, кажи ги, научни трудови, научни дела, па веројатно затоа не си обрнала толку внимание дека не може, не се пишува споено, не сме, не се пишува споено. Се уште се споено, не се става плюс после негација, пример владата, а не е била се уште. Од друга страна се прашувам, за кој мој, ние се чудиме шо таквите кod тебе, ти конкретно си капацитирано неписмена. Потполно може да се употреби неписмена. Тотално неписмена. Крајно неписмена. Значи имаш тука синоними. Ова капацитирано, искапацитирано, некапацитирано. Интересно ги коваш зборовите у такви бижутерија кованици да е просто невероватно. Па успари вие сте и бижутерија партија у моментов, па се чудам зашо така зборите, па зашо вие таков јазикот. Мислам, вие од секат уствари сте биле бижутерија, гола бижутерија, од секат. Не само понекад, него и од секат. Никојаш не сум имал проблем у скопскиот сленг кога се употребувал, да кажеме, зборот код копилјаци, зборот сме си го употребувале некад. У скопски сленг, некад. Тоа било онака, некад. Точно е србизам, ама сме го употребувале некад. И не сум имал против у скопски сленг, си го употребувам некад. Али имам страхотен проблем со ова модерново, трендовсково на копилјациве секад. Некад и секад. У суштина ништо не значи. Ова. Али добро, да се вратиме на темава. Малце отидов, али ми текна, зашо не бил научен труд, бе, Ана, зашо има везе, некад, секад да ги употребуваш зборови, богатство на речниот вокабулар. Ебе му матер. Него што сакам да кажам, што па кој мој ние сите паѓаме у несвест затоа што ти, Ана, еве, рецимо, не знаеш правопис, не знаеш синтакса, не знаеш ова, не знаеш... Има немаме азбуката до каја знаеш. СДС, значи, како бе вие ќе се вратите на власт, уште азбукава македонски не знаете да пишувате. Македонски не знаете да пишувате. Како ќе се вратите на власт? Значи, ве молам, од сега, па надалje и у будуќе, секој ден са бајле, час, секој ден по една епизода од Бушавата азбука. Бушавата азбука беше она за азбуката наша аба вага да ја еша за ја кала ја манања. Ја знаете. Обавезно тоа да ви биде на првата средба са бајле у партија, у сите штабови, у сите местни заедници, како се викаат тие, Бушава азбука, секоја епизода. Колку беа тамо, немам поим. Многу е важно. Како бе на власт ќе дојдете некапацитирани вака, страхотно некапацитирани, па мора да покажете малку од малку дека барем азбукава ја знаете, барем дека, шо знам, дека сте стигнати до буквата Е, рецимо. Ебе, велим вам, све живо и диво. Ова, апа, шо сакав да кажам преска? Апа ние уште па се чудиме. Се не ми замерете мене, а замерајте уше, муше, ќуше. Значи, сега тука јас слободен говор, ја да сакам да зборам литературно, јас тоа можам да го правам на вистина на едно високо интелектуално ниво,
така што ветите може да ви паднат, ушите да ви клапнат, коме слушате, нели, кога се изразувам, кога говорам литературно, но сега тоа не ми е целта. Но што сакам да кажам? Инаку во право сте. Некојаш некој ми има замерено зашто вака на Фејсбук да се обраќам некојаш така употреб. Добро, ова е слободен медиум горе-доле. Треба да пазам како глумец, точно е, управа сте. Особено кога сум на медиум, телевизија. Немам ништо против тоа, но, како да ви кажам, тоа е малци до мојата мрзеливост, инертност. Но да, во право сте, некој така, некогаш која ми има преречено за таква работа. Но, да се вратам на тема. За кој мој, да го употребам еден така многу близок израз на твојот животен ментор, Ана, веројатно човекот кој што направил многу да се вивнеш во политичката стратосфера на Социјалдемократскиот сојуз и сега во политиката. Иако морам да признам, многу ти е глупо што се вивна во политичкото небо отворено во Социјалдемократскиот сојуз, затоа што те искористија без везе, самата се стаи угомна, волајна од конј. Од нилски конј. Затоа што да влезеш, затоа што да се активираш во партија во моментот кога таа партија тоне во истите тие лајна од нилски конј, не е многу паметна работа, Брана. Не е ич паметна работа. Но, да се вратам, заборавам на темата, а темата е писменоста нашиот јазик. Вие, драги мои фејсбуковци, се чудите зошто покажуваат вакава видни членови, подпредседатели на Социјалдемократскиот сојуз, покажуваат една ваква искапацитирана неписменост. Немојте да се чудите. Што очекувате од луѓе кои што не ја гледаат целата бедотија на нивниот акт на предавство кога го променија името на Македонија, кога тргуваа со историјата античка на Македонија со грците, кога дозволија нашата историја географски да биде ограничена и временски на одреден простор во одредено време. Очекувате од тие луѓе кои што до ден денес очигледно не ја сваќаат длабочината на тоа предавство, габаритноста на несреќата во која што го турнаа сопствениот народ, очекувате дека знаат синтакса, дека знаат литературно да се изразат, литературно да писмено нешто да напишат на македонски јазик, дека го знаат македонскиот правопис. Не навистина очекувате од такви луѓе дека знаат да изрецитираат барем една песна од некој македонски поет, дека прочитале барем една книга од некој македонски писател. Добро, сега мене има бајги што ме читале, но тоа да го оставиме за некои други времиња, кога нема да бидам жив. Дали мислите дека луѓе, македонци, кои што барем еднаш во животот го прочитале Пиреј од Андреевски, дека со таква леснотија би дозволиле да влезат во една авантура наречена промена на име на македонската држава, на македонскиот народ? Дали мислите дека некој кој што го прочитал Пиреј може некогаш во животот, ако дојде во таква ситуација, со таква леснотија на постоењето да каже и важи, нема проблем, па ја не гледам тука никакво предавство, па тоа е уствари многу нешто нормално за да го трасираме патот кон ЕУ, кон нашата светла иднина, па името ли лепке ни дава, како што викаш онаа Джукела, кој што е градоначалник на еден град во Јужна Македонија, онаа битанга неинтелигентна, кој што се правеше паметен на телевизија многу. И замислете, после беше награден со градоначалничка функција. Да натепа уште неколку стотини милиони и после да се курчи. Ако ние, и малку ние, како тој што е градоначалник, што има натепано милиони, како оваа што е професорка, доктор на науки, предава
на универзитет Кирил и Методи. Обликува, форматира како од глина нови генерации. Очигледно тие нови генерации ќе бидат страшно некапацитирани. Некапацитетни, безиднина, може исто така да стои, безнадежни, обезмудени у глава. И со право реагира јавноста, порталите, што го објавуваат незиниот статус тотално неписмен, аналфабетски. Само не знам уште колку вакви, знаете што е најстраотното тука? Кој ќе му текне на човек, уште колку бе вакви како Ана им предаваат на нашите деца по факултетите, по средните училишта, по основните училишта. Тоа е застрашувачкото во целата оваа приказна. Кога оваа како доктор на науки, излезена од инкубаторот на Фрле, што и да подразберете по тоа инкубатор. Грејното тело на Фрле може да стои, нели? Инкубатор, грејно тело, е такво за одржување на живот, за топло место. Што мислите? Уште колку вакви како неа има во нашето образование? И кој тоа до сега направил една евалуација во образованието, еве поттик за министерката Весна Јаневска да направат една таква евалуација во образованието, не само во основното, туку средното, па дури и високото образование. Вакви работи се недозволиви. Девојко, не си ти уште шипарица, момиче од 15 години, па да звучиш многу фенси, многу прогресивно, ако натехна негде у некое диско, в некое село, в некое мало, у Скопје, збориш произволно, јадеш говна на разни теми со произволни зборови и некат и секат, и кјуше, и да тебам уше, и си тие работи. Свач, немаш уште 15 години. Ако ме конташ, што ти кажа, имаш сега други функции, други улоги си преземала. Од, појма немам, мајка, сопруга, професорка, докторка на науки, подпредседател на политичка партија. Не можете така. А лабаво, као и цел живот што ви беше лабав. Унапред све знаевте, шо ќе завршите, каде ќе завршите, кога ќе завршите, шо ќе работите, кај ќе ве пикнат све. Вие никад у животот таквите ликови како тебе, таквите генерации како тебе, под закрила во инкубаторот на разни удбаши, мудбаши итн. Никогаш вие не сте се запрашале за вашата иднина, шо, како, каде, зошто, дали? Никад. Вие унапред све сте знаеле. Али очекуваме, барем, јавноста ние, пази, ја ништо не очекувам од тебе и таквите како тебе, да се разбереме. Но, јавност, оние што не ве знаат толку, очекуваат барем малку да покажете стаменост, зрелост, сериозност, став, држење. У политика си подпредседател на партија, да ви ти ја ебам партијата, да ти ја ебам, никаква. Кај што прифати да бидеш подпредседател. Се дозаеба. Покажете барем ниво. Не можете да покажете ниво, пошто вие немате ниво. Вие сте без ниво. Вие сте дно дна, дупло дно. Ама бар изглумете ниво. Изглумете некое држење, некое... Најтешко ќе ви биде достоинство да изглумите. Тоа дури не можете ни да го изглумите, а не се ни замарате очигледно. Па ние па се замараме зашто не знаете правопис и синтакса. И ние сме и глупи у пизду матер. Во пичку у 300 пички мајчини. И ние сме глупи што очекуваме од вас една таква работа. Да не кажам пример на Скопски у пичку матер.
Матрн! Пичко матрн. Нема вез. Нема врска. Нема врска, нема врска. Мора да сте свесни и вие, кутрите во Социјалдемократскиот сојуз, дека ваквите бройлери, што ги ставите на видни позиции, за да може вашиот председател Венко да си ја тера агендата, што му е натурена што од неговиот ментор Зоќе Заев, што од овие разни невладини организации со разни европски тамо фракции, струи, неолиберални. Така да ја разбирам зашто сте стајле вакви бройлери како подпредседателки на партија. Имате уште една така која што тамо, заборавам таа како се вика, нон-стоп заборавам како се вика таа. Другата подпредседателка. Исто IQ колку да не кака на тепихот дневна сова. Толку е. А тоа може има дипломи, ама нема врска ова со ова. Она може исто е некој доктор на науки, магистар, курс се тресе. Па јас сум магистар. Па едвај се воздржувам да не се покакам тука од дневнава, ко ми доаѓа. Со крајни напори ќе ми текне дека има една просторија, се вика тоалет, и дека треба да отидам тамо, дека треба да седнам на тоа што е како овакво, што личи на престола, не е престол, и дека тука треба да обавам тоа што треба да се избришам, дека треба понекогаш и да се измијам, и дека треба вода да пуштам. Едвај на граница сум, колку пати за малце, по секунди одлучувал. Ја, со магистар, овие со доктор на науки, шо? Бройлери. И сериозни сте. Види, вие као членови на СДС, постари, кои што не се мешаат у партија, некогаш ни итн. Веројатно сваќате со вакви бройлери и со тој челникот што е најгоре, кој што е послушник, подопашник на оној Зоќе, од Горњи Милановац и на овие другиве од ова, вие сте свесни, веројатно, самите тие некогашни членови омане, дека СДС не може ни Господ да го спаси. Баш кој ни си имаат една така членови на СДС од разни невладини што беа напикани, што се напикани тамо, си имаат така една развиена една спортска дисциплина, сквернавање на христијанството, сквернавање на Господ, особено кога се уидисани со овие ЛГБТ, така да тоа имаат историја на такви овакви дејанија, сквернавање и така натаму, што значи Господ никако не би ви помогнал и дури да побарате помош не би сакал да мрдне со мал прски и ви рече кој ве ебе. Али ете така некој, што знам, ни ѓаволот не може да ви, ни сотоната не може да ви помогне. Може би тоа е најточно, пошто сте вие најверојатно и негови некои пратеници, деца, роднини, со сотонава. Но треба да сте свесни, ако не сте, и оние што се сегашни членови на СДС, дека ваквите бройлери во вашата екипа, особено на така речи важни позиции, под председател на партија ООН, јако суштина тоа се синекури најобични, значи работни места, позиции кои што не значат ништо, затоа што други влече конците, тамо они само ова колко дакаат. Пошто имало колко дакање едно да, и ти тоа викаш нон-стоп да, коле си, и Филипче само вака им прави на тие подпредседател, вака им прави само коле си, а на Филипче па некој друг му прави коле си. Пошто бройлери се од прв до последен само некој колва кај тие што се поделе колваат кај тие над нив, овие што се над нив колваат кај тие над нив, и тоа е така еден синџир на исхрана, синџир на колвање. Сите колваат. Така да само продолжите да колвате со вакви бройлери, што добро колко дакаат, и може да не се надевате комотно на ништо, на наша голема радост и среќа, и треба секако да бидете еден светол пример за сите нас останати, за сите останати партии, како не треба,
И како една партија која некогаш многу одамна важеше за сериозна, за јака, иако секојаш правеше штети кога ќе дојдеше на власт, но имаше барем кадар, барем некој искапацитиран кадар имаше. Искапацитиран кадар. Како една партија се доведе до ова дереже, до ова бесмисла, до ова осиромашеност интелектуална, идеолошка, политичка, духовна, да во своите редови една права фарма за кокошки, голем инкубатор за бройлери, така што нивната иднина е таква каква што ќе биде, но барем треба да биде пример за сите нас и повик. И ова што го видовме сега, со тој Facebook статус, мислам беше на Ана, треба да биде еден вид допрен глас, повик до Министерството за образование, да се најде начин до министерката Јаневска, или со В, или со без В, не знам, Весна Јаневска, да најде начин како да се евалуира, да се стави на испит целокупниот образовен кадар во Македонија, во сите можни универзитети, за да се види, за да се добија некоја слика, представа, кој тоа создава, форматира нови генерации млади луѓе во Македонија. А зошто досега тоа не е направено, можам веднаш да го претпоставам, веројатно, кога би се направила една таква работа така темелно, веројатно, ќе се наежиме, коса на глава ќе ни се крене, не на моја глава, од резултатите на тоа испитување, на таа евалуација. Така што може би и затоа до сега никој не му текнало да ја преземе, да ја направи, да ја спроведе, а може би треба. До тогаш, ако тоа некогаш се случи, што да ви кажам? Вашите деца не можете да ги заштитите од неписмените. А јас би рекол уште поголема опасност се полуписмените. Ваквите што ги гледаме, што ги читаме. Тие се најголемата опасност. Затоа што како полуписмен, заради некои други способности што ги поседува, или одредено потекло, поврзаност, со некого, може утре да заврши на таква позиција, каде што ќе решава судбини на стотици, илјади, може би и милиони луѓе, таков каков што е. Човек што аналфабет, што не може да си помогне на самиот себе, ќе решава за судбините на другите. Може би затоа и се наоѓаме во ваква ситуација, во каква што се наоѓаме, затоа што за овие 35 години дозволивме силата, голата сила, бруталноста, неписменоста да ја надвладее духовноста и разумот. Хајде, пичко, матерно!